Со денешните активности завршува втората мобилност од проектот од Еразмус Плюс програмата за млади, развој на социјални вештини за предприемништво кај млади, во кој што како партнер се јавува Издруженијето за психологија, психотерапија и коучинг Психосвет од Куманово, заедно со уште 3 земји од Европската Унија. Носител на проектот е Шпанија, а домаќин на активностите во кои учествуваат ученици и наставници од Македонија, Романија, Италија и Шпанија е Општинското основно училиште Толи Зордумис. Пријатно добре дојде и успешна реализација на Еразмус Плюс проектот во училиштето уште првиот ден на учесниците им посакаа директорот Дејан Младеновски и председателката на Советот на Општина Куманово Ивана Ѓоргиевска. Во рамките на проектните активности се реализираа работилници на тема обновливи извори на енергија, информира Драгица Стаменковиќ, локален координатор на проектот од Сдруженијето Психосвет. Имавме чест уствари да бидеме домаќини на нашите гости од овие прекрасни земји и да уживаме со нив и да развиваме и заедно да разменуваме искуства на темата на која што беше посветена мобилноста во Македонија. Имено проектот се состои од 4 мобилности, една веќе заврши како мобилност во Романија. Сега, значи, денеска завршува мобилноста во Македонија. Нашата тема беше обновливите извори, така да беше интересно. Креиравме соларни лампи, креиравме за домаќинство производи кои што сами ќе произведуваат енергија. Секако акцентот е на младите и ги запознавме нашите гости со убавините на нашиот град, знаменитостите во нашиот град, Скопје, Охрид. И имавме тоа задоволство. Вчера имавме една забава во Куманово СПА и денеска завршува проектот и по нивна еволуација и кажување премногу се задоволни, успешно и изненадени од, да кажеме, професионалноста, меѓутоа од се она што го видува нашата земја. Следната мобилност ќе се реализира наредниот месец во Шпанија. Од 14 февруари, двајца наставници заедно со деца од среднивиот основни училишта во Куманово. Тоа сакам да напоменам дека во секоја мобилност учествуваат деца од сите основни и средни училишта во Куманово и при тоа различни се тимовите. Не се тоа едни исти деца. Различни се тимовите, има интервју, поминуваат сега едни, како да кажам, тестови за англиски, снимаат видеа, така да сакаме што повеќе да бидат опфатени луѓе и што повеќе деца да се вклучат. Така да веќе следната мобилност е во Шпанија, а на крајот завршуваме со мобилност во Италија. Проектот Развој на социјални вештини за предприемништво кај млади е во време трајање од 2 години, а ќе заврши во јули годинава.